На само една тезга на градскиот пазар можеше да се најде оцет од шипка. Според многу нутриционисти и јапонски експерти, оцетот од шипка е многу добар за здравието, а познат е и по способноста да го направи срцето како ново. Тој е погоден за симнување на маснотиите кај луѓето. Ја разредува крвта и не дозволува да се стварат тромбови во неа. Се употребува исто и за намалување на шекерот во крвта. Производството на оцетот и не е многу комплицирано, но сепак за него е потребно многу трпение, а и вистинскиот рецепт кој продавачот го научил од неговата мајка. Произведуваме од природна шипка кој се наоѓа на отворено место на високите места. Шипката се бере на есен, после гроздоберо и се прави оцет. Прво се прави сок од шипка. Мора да ферментира, да се прочисте и после 6 месеци излева оцет од шипка. Пред 3 години почна да го произведувам, а тоа го правеше мајка ми, почина таа пред 40-50 години. Она го викаше вино од шипка, јас викам сок од шипка и после правим и оцет. Иако е многу корисен за него, речиси никој да не знае. Ли сте слушнале за оцет од шипка? Не. Не сум слушнал од шипка оцет. Не сум тук. Не сум слушала. Конзумацијата на овој оцет е иста како и на другите лековити оцеди и се препорачува по една чаша наутро на гладно, за да се искористат сите придобивки од него. Освен оцет од шипка, на истата тезга може да се пронајдат и домашно произведен сок од шипка и мармалад. Ваквите несекојдневни производи на пазарот може да се најдат често, но неизоставни се и традиционалните производи кои се купуваат секој петок, а цените на најбараните беа следни. Компир 35, спанак 60, марула 30, млад кромит 20, портокал 40 до 60 денари, мандарина 80, банана 90, лимон 70, домати краставица по 160 денари за килограм.